Добро вечер, почитувани гледачи, 17:10, ново издание на Ваш термин. Секако, јас сум тука како ваш домаќин Виолета Петровска-Перики, знаете, оној гостин кој што е одговорен за одредената тема за која што ќе говориме денес. Денес одлучивме малку време да посветиме на психологијата, значи, односно, по-конкретно ќе се задржиме на стравот и анксиозноста. Многу често ова денешно наше стресно живење и овој притисок кој што го чувствуваме секојдневно доведува до различни појави на фобии, на стравови, дури анксиозно нарушување и панични напади, па одлучивме малку повеќе да проговориме на оваа тема, а секако одговорна за денешната тема е Ивана Маринче, која што е психолог и ни доаѓа од Гелштат институтот од Скопје. Меѓутоа, разговорот со Ивана ќе го започнеме после подготвениот прилог кој што на некој начин и ја најавува денешната тема. Анксиозноста е поим кој се употребува се почесто, иако многумина не се свесни што всушност представува истиот. Тоа е состојба која се карактеризира со чувство на внатрешна вознемиреност и страв, пропратено со психомоторна напнатост и внатрешен немир. Анксиозната личност има постојано чувство дека нешто страшно ќе се случи, дека ќе изгуби контрола врз себе си и слично. Анксиозноста не е поврзана за конкретен објект или личност. Кај овие луѓе, автономниот нервен систем полесно се активира, отколку кај нормалните луѓе. Па не е чудно што анксиозната личност се плаши на секој ненадеен звук, што и предизвикува низа разни симптоми, како забрзано отчукување на срцето, потење, недостаток на воздух и така натаму. Лекарите велат дека при напад на анксиозност пациентите мислат дека во тој момент ќе умрат, дека ќе ја изгубат контролата врз себе и своето однесување или дека ќе полудат. Исто така, често е присутно чувството и дека ќе се онесвестат. Ке се изненадите колку е често ова пореметување. Во западниот свет се проценува дека секоја 10-та личност пати од анксиозност. Најголемата причина за пораст на оваа застапеност е брзото темпо на живот, кое се повеќе не изложува на стрес. Во ситуации кои се од опасна и саканувачка природа, човекот почнува да се штити. Така, кога лоцираме опасност, ние автоматски преземаме соодветни мерки и чекори. Меѓутоа, кај анксиозноста не постои реална причина за страв. Кога некој постојано се плаши од непостоечка опасност, неговата способност да препознае и да се избори со реалните проблеми станува се послаба. Што е пострашно, неговата постојана загриженост и размислување за опасностите не може да се спречи и да се промени. Кај пациентите кои патат од анксиозност, значајно е нарушен квалитетот на нивниот живот. Кога и да посакаат нешто да направат, тие тоа го избегнуваат со разни механизми со кои ваквата состојба ќе ја држат под контрола. Пациентите воглавно избегнуваат ситуации за кои мислат дека ќе им донесат некаков вид на страв. Тие се плашат да одат сами по улица, избегнуваат да присуствуваат на сите места каде постои можност, дека ќе добијат паничен напад и дека нема да има кој да им пружи соодветна помош. Доколку ваквата состојба не се лечи, овие луѓе со тек на време стануваат затвореници во сопствени решетки и на крај ќе престанат да излегуваат од домот, а во најдрастичниот облик не стануваат ни од креветот, објаснуваат психотерапевтите. Можевте да забележите и од прилогот, мислам дека доста информации ви доставивме како најава за денешната тема. Инаку што еднаш да потенцирам, веќе со мене во студиото е Ивана Маринче, која што е психолог и психотерапевт. За оние кои што подоцна се вклучија, ќе потенцирам дека ни доаѓа од Гелштат институтот од Скопје, каде што нормално таму функционираат како психолози, психотерапевти и работат она што и го работат она секојдневно за кое што нели се подготвуваат, се разбира со
оние луѓе и пациенти на кои што им е потребна помош за едни вакви проблеми и така натаму. Меѓутоа за тоа повеќе ќе ни каже Ивана. Добре дојде за прв пат си во ваш термин и ТВ Сонце. Кажав за што ќе разговараме. Се надевам дека многумина од оние кои што ве посетуваат во Гелштат институтот имаат многу вакви проблеми, иако ми се чини дека повеќе некако се фокусираме на оние физички заболувања, на оние разни заболувања и болести за кои што говориме секогаш во оваа емисија, меѓутоа и tekako многу се застапени овие психолошки нарушувања кај нас денес, како што кажавме и пошироко. Да, жално е, но исто како што прилогот кажа, забрзаното темпо на живење, едноставно големата несигурност што секојдневниот живот ја носи од типот на неможноста да се антиципира што ќе биде со мојата работа 3 месеци од сега, каде ќе бидам в година ова време и така натаму, креира голем степен на анксиозност кај се повеќе и повеќе луѓе. Финансискиот момент е тука исто така многу голем, кој што во голема мера доведува до тоа да луѓето стануваат се поанксиозни, токму заради тоа што не знаат дали ќе можат да излезат на крај со се она што можеби во иднина ќе им се случи. Во секој случај сите овие состојби за кои што се говореше во прилогот и за кои што ќе говориме денес се некако добра подлога пак за сите оние физички заболувања за кои што со секојдневно односно во секоја наша емисија на ваш термин говориме за тие заболувања и ги образложуваме. Меѓутоа, како што кажав, многу е важно бидејќи за секое заболување некако стресот е на прво место, а стресот ги чини и овие нарушувања. Да, и е составен тргнувајќи од тоа дека има голем број на истражувања во кои што е направено истражување со луѓе доброволци, дел од нив под стрес, дел не под стрес, значи во добра психофизичка состојба изложени на вирус на грип. Огромен бил процентот на оние кои што заболеле, односно манифестирале грип, токму од оние кои што биле под стрес или биле анксиозни, заради тоа што едноставно нивниот организам е поисцрпен, поизморени се, па токму поради тоа се и поизложени на и на физички заболувања. Како физички заболувања, а исто така анксиозноста и стресот се на голема основа за сите оние психосоматски нарушувања, каде што всушност се јавуваат како природна реакција на стрес или на анксиозност, но со текот на времето стануваат хронични. Так, ајде да се обратиме до нашите гледачи, за сите оние кои што не следат, знаат дека сме отворена контактна емисија, па доколку имаат некое прашање во однос на ваквите дилеми кога станува збор за стравовите, за фобиите, за анксиозноста, за паничните напади, може да се јават, дискомуницираат со нас, да постават прашање до Ивана и секако таа ќе се обиде да им даде некоја насока за решавање на нивниот проблем. Ивана, ајде вака да започнеме првен со стравот. Бидејќи стравот на некој начин е потребен ние да го имаме во одредена мера, заради тоа што да се заштитиме пак од некои несакани работи. Меѓутоа, докаде може да биде стравот оправдан и кога веќе станува како да кажам, лош по нашето психофизичко здравје. Да. Стравот е една од 5 базични емоции и стравот е нешто што викаме дека не е вродена емоција, заедно со среќата, со тагата, со гадењето и со лутината, тоа се 5 основни емоции. И како таков представува една природна реакција на нашата психа, на нашиот организам, на нашата индивидуа кон околината. Во суштина, улогата на стравот е да не предупреди, односно да превенира да ни се случи некаква опасност. Една природна реакција на страв зависи како ќе изреагира индивидуата во зависност од тоа колку е возрастна, какво е искуството, каков е нивниот темперамент и така натаму. Но во суштина стравот прво е тригериран од лимбичниот систем, од амигдалата во мозокот, и многу често прво се јавува чувството на страв, па тек после тоа ние размислуваме што е она што мене ми ја предизвика емоцијата на страв. Познат е тој механизам бори се или бегај, така да токму заради тоа што емоцијата директно се isprocesира, да речем, на некој начин го скока оној когнитивен дел, зошто се плашиме, дали во тој момент е стравот оправдан или неоправдан, него ги скока тие
процеси токму со цел да ни спаси време, да не мобилизира телесно за да можеме да се справиме со опасноста. Реакциите се најчесто или бегај, или бори се, или замрзни. И токму поради тоа го имamo, леле се замрзнав, од страв не можев да мрднам, не знаев што да правам. Сите тие три реакции се всушност многу потребни за да не спасат од опасноста. Или да избегаме, или да смрзнеме додека опасноста да помине, или пак ако е нешто што не можеме да го избегнеме, тогаш да се бориме. Така да стравот е без стравот не би можеле едноставно да преживееме во секојдневието во животот, заради тоа што замислете, преминувате улица и ви свири кола, не се исплашувате или немате реакција да се поместите, тоа е многу голема шансата дека ќе бидете повредени. Не само за тоа, и за многу други работи. И за многу други, ова е најпростиот и наједноставниот пример. Кога веќе стравот представува проблем? Стравот представува проблем во тие ситуации кога едноставно го пореметува нашето секојдневно функционирање, односно кога заради стравот ние стануваме нефункционални, кога пречи на сите оние секојдневни активности кои што ги правиме. Стравот кога го гледаме, обично викаме дека генерално, грубо, можеме да го поделиме во две големи групи. Едниот е реален страв и другиот е нереален страв. Реален страв е да се плашам од дека ќе ме касне куче, кога пред мене имам запенавено куче кое што е големо, страшно лае на мене, нема газда, јас сум сама во улица. И онда нормално е да се плашам и да се повлечам за да избегнам опасноста. Од друга страна, нереален страв е, например, јас да се плашам од куче кое што е пудличка во домашни услови, додека сум кај другарка ми на гости, на кафе и така натаму. Кога што знаете дека нема никаква опасност. Да, кога знам дека нема никаква опасност. Свесни сте, а сепак се плашите. А сепак се плашам, бидејќи не е нешто што можам да го исконтролирам. Така. Дали, например, има многу од луѓето кои што се плашат, имаат страв од летање со авион. Дали е тоа веќе проблем? Не е проблем ако не летаат со авион. Али во моментот кога ќе треба да патуваат со авион, тоа е веќе проблем, заради тоа што стравот ќе се истригерира, односно ќе се активира во тој момент. Така да тука постои голем страв дали ќе успеам да летам, дали ќе се случи да се онесвестам или можно ли е да дојде до панични можно напади во таков случај? Можно е до паничен напад. Сега тука е и самата природа на стравот. Некои луѓе се плашат да летаат со авион заради тоа што им е страв дека авионот ќе падне. А некои луѓе се плашат од сопствената реакција во авионот. Они знаат дека авионот безбеден, но викаат што ќе се случи ако изгубам воздух, имам потреба од кислород, а нели во авион не може ни врата ни прозор, не можете да замолите пилотот да застане па да излезам. Нема таква можност. И така натаму, така да можеби затоа и стравот е голем. Да, токму кај дел од луѓето е токму и поради тоа голем стравот, заради тоа што знаат дека кога ќе влезат тоа се затвора, полетува и до крајот на патувањето тоа е тоа. Така. Значи, кажавме, кога веќе ќе го промени, односно ќе делува на квалитетот на нашиот живот стравот, тогаш веќе треба да размислуваме дека ни представува проблем. Кои се симптомите? Има ли некои посебни симптоми кои што треба да посочат дека веќе стравот е проблем, освен пореметување на квалитет на живот? Значи, стравот буквално од секоја ситница или пак нешто поконкретно би можеле да посочиме? Значи, вака, симптомите на стравот, односно, што е оно што се случува со нашето тело кога ќе се активира стравот. Да, кога веќе е проблем страв. Кај секој страв. Значи, реакцијата, нашата физичка реакција кон стравот, независно дали е тој реален или е нереален, е апсолутно идентична. Иста, така. Оно што се случува е дека кога ние ќе се исплашиме, се праќа импулс до адреналинските налачање на адреналин од лездите за внатрешно лачење, почнува да се лачи адреналин. Се покачува нивото на адреналин во крвта, тоа предизвикува тахикардија, односно забрзано чукање на срцето, подигање на крвниот притисок и нормално трошење на шеќерот во крвта, што е. Сето тоа може да биде пропратено нели со потење на дланките, тремор во мускулите и така натаму, и сето тоа е една природна, здрава, нормална реакција на страв, заради тоа што, како што кажав претходно, тоа е потребата фактички да се мобилизира нашето тело за да можеме да најдеме соодветен одговор на дадената ситуација. Истите реакции се случуваат и кога стравот е нереален,
Така да може да се случи насред седење или ете примерот со кученцето и со кафето. Седиме со пријатели, пиеме кафе, се појавува некој малечко кученце и наеднаш од една пријатна атмосфера каде што има многу убава енергија, разговор, ние имаме тахикардија, забрзано дишење, губиме здив, почнуваме да се препотуваме и тоа е непријатно едноставно, така да тоа веќе почнува да станува проблем. Кога стравот се претвора во проблем, зависи за секој човек индивидуално и тука е веќе за степенот на нивна толерантност, односно колку сум јас спремна да живеам со тоа нешто секојдневно, или не сум спремна. Така да некој можеби веднаш ќе рече ова ми е проблем и јас сакам да се справам со него, а некој ќе биде спремен 20 години да функционира, да живее или да се обиде да изнајде начин како да живее. Така да многу индивидуално кога е тоа проблем и е всушност на ниво на лична проценка. Така. Што е пак анксиозност и колку стравот тука е поврзан, односно присутен во анксиозноста како нарушување, психолошко или психичко, како да го наречем? Да, ве сваќам. Значи, за стравот реков дека може да е реален, нереален, но она што е карактеристично за стравот е тоа што ние секогаш чувство на страв, емоција на страв доживуваме кога сме пред некаква опасност, сега во овој момент, значи во Гешталт викаме во тука и сега. Во овој момент, значи јас имам куче пред мене, ме лае и јас се плашам од него. За разлика од него, анксиозноста представува еден антиципаторен страв, односно страв дека нешто во иднина ќе се случи. И за разлика од стравот, кој што е многу моментален, што помине ситуацијата на опасност, се повлекува и емоцијата на страв. Тука ќе ве прекинам само, бидејќи ми јавуваат дека имаме гледач, сепак да го вклучиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Режија, дали имаме некого на линија? Ало. Добро вечер, повелете, ве слушаме. Ало, се слушаме? Да, сега ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Вака, поздрав до вас и до гостинката. Благодариме. Имам едно прашање. Дали ме слушате? Да, ве слушаме, говорете. Ало, се слушаме? Говорете, да, ве слушаме. Вака, сега се работи за 21 годишна девојка. Има проблем со страв. Наречено страв нема и се јавија проблеми скоро еве една година. Од тој страв на лекар сни биле, сни провериле се, исто има најдено синдром на нервозно црево. И се наоѓа тоа како на некој претрпен страв. Како не знам што, како да ви кажам, јесте претрпен страв, односно. Сега девојчето има проблеми, му е променет многу животот во една година. Студирала факултет Битола, факултетот го запостави ова година, го остави што е страв да патува, оди повеќе пати во дневно во ВЦ. По голема нужда. И викаме сега, кога ќе појдем на факултет, ме стега срцето, осеќам дека силно лупање и како да ме гуши, викат, не можам да се издишам. И е страх едноставно да патува и со автобус да оди и да седи таму на часови, да не се случи нешто, да во ВЦ да не потера. И се така, и чашија да појде исто, од Прилеп се јавуваме, да појдам дека в кафич, исто со страв седам, и ми се чини дека ќе ми се случи нешто, дека ќе ме потера во ВЦ, дека гасови ќе ми дојдат да испуштам. И се така чупето живе и во страв. Иначе ја препиша психолози од Прилеп, зепира пија, рудакол пија, еве на година зепирата скоро ќе ги пија, приближно година, нема ништо подобрување. За да спија не може да спија и препишува за спијање исто таблети. Така. Ама никако чепево не може да се среди, еве го скоро цела година ќе фати, дали може докторкава нешто да ни каже, некоја помош? Според она сето што го кажавте, ние токму сега ќе говориме за анксиозност, ми се чини дека веќе има анксиозност кај вашата ќерка. Еве, ако не е така ќе ме демантирам, а мислам дека е според сите оние симптоми кои што ги кажавте. Еве, останете да не следите, ќе говориме повеќе за анксиозноста, меѓутоа и Ивана ќе ви посочи каде да се обратите и како да постапите со оглед на тоа дека состојбата мора да се реши, бидејќи ако не се ќе биде, предпоставам дека се полошо и полошо ако не се санира ова. Ивана? Така, мислам дека благодарност до кажа дека е од гледачката, да, која што се јави. Посочевме веднаш да се
обратеа кај вас, ако можат и нека дојдат, не знам сега како, што. Слободно, вратите на Гешталт институтот се отворени за секој оној кој што има Дали станува за анксиозност, добро ли проценив? Па да, веројатно станува збор да. за некаква анксиозност, можеби станува збор за некаква фобичност, дали тука е поврзана со некоја историја на паничен напад, за жал веќе проблеми со столицата. Да, гледачката не донесе многу детали кои што е сосема во ред со оглед на дискрецијата на личноста, нели? Но она што е значајно што го донесе е како всушност анксиозноста влие врз психосоматиката, односно дека таа состојба на анксиозност, на нервоза, на како веќе сакаме да ја наречиме, на лебдечки страв, дека нешто ќе се случи, дека нешто ќе ми се случи, дека не деј Боже ќе бидам ставена во некоја ситуација од која што нема да можам да се носам. Дури престанала и на факултет да оди девојката, колку што може да слушнам. Така да тоа реагира на стомах, на тахикардии, може да се јават и вртоглавици и така натаму. Значи има цела плејада на најразлични симптоми кои што можат да се појават. Како да постапи сега? Што би било решението? Она што е многу значајно кај анксиозноста е тоа дека во позадина лежи еден страв дека ако се случи нешто, јас нема да знам како да се справам со тоа, односно дека јас сум безпомешна. Страф од тоа дека нема кој да помогне дека нема кој да помогне, дека јас не можам да си помогнам на себе, дека не знам што треба да правам и дека едноставно сум во ситуација на безпомошност. Она што е многу значајно, покрај слушнав дека во овој конкретен случај девојката прима некаква медикаментозна терапија, која што верувам дека дава резултат, но она што е проблематично тоа јас колку што слушнав не дава. Не. Некогаш дава, некогаш не дава, веќе тука зависи индивидуално, но она што е многу значајно е всушност да се зајакнат самите структури на личноста за да може полесно да се справи со анксиозноста. Токму поради тоа, значи во Гешталт многу работиме во ситуации на страв, на фобија, на анксиозност, на панични напади, на зајакнувањето на системите на поддршка на личноста како би можела полесно да се самиот да се справи со сето она што се случува. Во Гешталт зборуваме за 3 системи на поддршка. Првиот е телесниот систем на поддршка. Многу често се случува да при напад на анксиозност, вклучително може да биде препратено со тоа движење на зајакнато чувство на перисталтиката на цревата, зголемена тахикардија и така натаму, да се случи да останат со малце кислород, односно да има плитко дишење и токму поради тоа да се зголемуваат и симптомите на анксиозност. Така да, оно што е прв основен чекор, да речам темелот на првиот совет кој што го даваме е дека кога клиентот почнува да осеќа дека нешто почнува да се случува, да почне да дише. Длабоко, рамномерно, со максималниот капацитет на своите бели дробови, се со цел да му даде на телото доволно кислород, бидејќи што мозокот има доволно кислород, на некој начин му дава еден сигнал се еворит, смири се. Така да смирувањето оди многу побрзо. Второ нешто што е многу значајно и многу добар резултат дава, што можам да го препорачам, е мускулна релаксација. Значи, лицата да научат како да го опуштат телото, бидејќи тогаш има и грчеви, тоа е вклучително грч на стомахот, пошто мислам дека нешто ќе се случи. Значи, едноставно да се опушти телото, за да може полесно да се справи со целата анксиозност, да речем, која што ја носи. Вклучително, кога сме згрчени, анксиозноста се зголемува. Што и да е, не можеме добро да се справиме ако ние сме вон нашето тело, односно ако немаме добар контакт со телото. Така да телесниот систем на поддршка е многу битен. Вториот е когнитивниот или мисловниот систем на поддршка, каде што гледаме која е причината за стравот или за анксиозноста, колку е реална, колку е нереална, колку пошто некогаш анксиозноста, стравот, фобијата може да биде од некакво катастрофично очекување дека нешто страшно ќе се случи, а при тоа во реалност да тоа има, ајде да речем, скоро никакви шанси да се случи или многу мали. И третиот столб е столбот на социјална поддршка, а тоа значи дека ако јас се чувствувам некомотно, например, да одам на факултет сама, тогаш кој би можел да дојде со мене, дали имам некоја добра пријателка, дали имам некоја добра колешка, која што е сензитивна, да речем, за мојата проблематика во моментот, па може да
да едноставно помогне биде тука уз мене додека сме на предавање или на факултет и така натаму. Меѓутоа колку во вакви случаи помага психотерапијата? Многу. Бидејќи сепак треба да го насочите вие, нели, некој кој што има ваков проблем, како да се справи со сето тоа, бидејќи сепак нели сте стручни лица кои што помагаат во однос на тоа. Јас колку што можев да забележам од досега, многу пати сум говорила на темава и многу сакам да говорам, бидејќи навистина многу луѓе имаат вакви проблеми, како што кажавте и вие на почетокот. Најмногу самата личност треба да се избори со тоа да се помогне. Меѓутоа секогаш треба некој стручно лице тоа да го иницира, да го посочи или да го научи како да се справи со овој проблем, бидејќи како што кажавме, ако не се справи, ако не се санира, и од прилогот можевме да слушнеме навистина, може да дојде до уште полоша состојба каде што кажавме луѓето дури се затвараат и не излегуваат од дома, дури тоа може да иницира некаква може да премине во депресија и така натаму. Да, токму така. Така да препорачувате да се јават кај стручно лице сепак да има психотерапија која што имаат можност за психотерапија, апсолутно, заради тоа што се јас можам да го донесам моето практично искуство, дека во голема мера дава многу добри резултати, да. Како и и она што го викаме, целта е во суштина да му се помогне на самиот клиент да научи како сам со себе, значи да се зајакне за и кога он ќе се зајакне, кога соодветно ќе се позиционира и така натаму веќе симптоматологијата потоа полека исчезнува. Со проблемот. Уште еднаш да се обратам на нашите гледачи, значи говориме за страф и анксиозност. Со мене во студиото Ивана Маринчек, која што е психолог, психотерапевтин и доаѓа од Гелштат институтот од Скопје. Ајде да објасниме за симптомите на анксиозност, за да им биде појасно на нашите гледачи што значи анксиозност како нели состојба која што е веќе некое психичко нарушување, како да кажам, или психичка состојба која што веќе ни штети на нас. Анксиозноста, слично како и стравот, не секогаш е штетна. Некогаш тоа знае да биде многу мотивирачко, особено ако е во мал степен. Ние кога гледаме на оваа проблематика, повеќе гледаме како на некој начин на модификација, заради тоа што во суштина и анксиозноста, и стравот, и фобиите, и имаат за цел да, како да кажем, да го повлечат или да го извлечат човекот од она што му представува потенцијална опасност, односно она што он смета дека му представува потенцијална опасност. Значи, анксиозноста, мене многу ми се допаѓа, постојат многу дефиниции за анксиозност, многу автори пишувале на таа тема и секој може да отвори на било кој пребарувач и да најде еден куп дефиниции, али мене ми се допаѓа едно многу убаво објаснување кое што го дава Фриц Перелс, кој што е основач всушност на гешталт психотерапијата, кој што вика дека анксиозност е всушност тензичност помеѓу сега и она што ќе биде во иднина. И токму тука доаѓа многу убаво го дефиниран дека анксиозност е всушност некој страф или некаква непријатност која што ние чувствуваме во врска со нешто што допрва треба да биде, а не сега што е во моментот. Тоа нешто може да биде антиципиран страф, значи не дај Боже дека нешто ќе се случи, или пак може да биде и анксиозност која што е и од нешто убаво, заради тоа што очекуваме нешто убаво да се случи, па онда е дали ќе се биде или нема да биде. Во гешталт често пати викаме дека анксиозноста во голема мера е и неподдржана возбуда, односно дека кога доаѓа баш од оно што претходно го кажав, од стравот или несигурноста, дали јас ќе успеам да се изборам, да се соочам со тоа нешто кое што ми предстои. Токму поради тоа во гешталт ставаме многу голем акцент на системите на поддршка, бидејќи кога истата енергија која што е вознемирена си е некако хаотична и не развлекува на сите страни, кога истата ќе успееме да ја поддржиме, се креира една возбуда која што пак од друга страна знае да биде позитивна, убава и да не насочи кон таму каде што треба да не насочи. Чисто ќе донесам низ пример, бидејќи примерите се многу попластични. За нашите гледачи, моите примери се доста карикирани, се со цел да имаме поголема пластичност на темата која што ја зборуваме. Во психологијата не постои ништо ако, вака, тогаш, тоа така да ве молам, само ги носам како една по-лесна илустрација. Да речеме дека имаме особа која што се плаши од
говорење пред јавност. Така. И избегнува едноставно. Арнорма, таа особа, да речеме дека е девојка, успева да ги заврши успешно сите своји испити, се наоѓа на крајот на своето факултетско образование и треба да одбрани дипломска, магистерска, што и да е. А тоа подразбира меѓу другото изборување во јавност. Ако до тогаш зборувањето во јавност не било проблем, сега наеднаш тоа станува многу голем проблем. И тоа креира една голема анксиозност. Како се приближува денот, како она знае дека треба тоа да се направи, тоа креира една анксиозност. Но од друга страна, ако се разработат системите на поддршка, например, ако таа особа научи како правилно да диши, за да не се дојде во ситуација да има малце кислород во себе, него да може да баш со полн капацитет да дише, ако успее да научи како да го смери ритмот на срцето, како да се позиционира, како да го искористи телото како поддршка, тогаш ќе има многу поголема, да речем, база, поголема сигурност, за да може да застане и да зборува пред комисијата или пред тие луѓе пред кои што треба да брани. Вториот систем на поддршка, да речеме когнитивниот систем на поддршка, би можел да биде во форма на некоја презентација која што ќе оди позади, која што ќе ја поддржува во она што треба да го зборува, можеби некакви ливченца во кои што ќе има забелешки поставено што е битно, немој да го прескокнеш, тука направи пауза, земи длабок здив, вклучително. Можеби некоја мотивирачка порака која што од време на време ќе биде немој да забориш да дишиш, диши длабоко, издиши и така натаму. Кој што незе ќе ја поддржува во незиното излагање и нормално социјалниот систем на поддршка, тоа е да се викнат пријатели, роднини, блиски луѓе кои што ќе бидат тука да ја слушаат. Често пати кога работам со клиенти кои што го имаат баш конкретниот овој пример, дури им сугерирам дека можат неколку пати да пробаат таа презентација токму пред луѓето кои што се драги, блиски, насмејани. И истите тие луѓе потоа да бидат на самата одбрана, па викам наместо да гледаш во комисијата, ти гледај во нив и ќе ти биде полесно. Така да ова чисто го носам како пример, но во суштина штом се поддржи таа енергија, тогаш она што претходно не било страв, не сме биле сигурни, анксиозност, сега станува возбуда, која што пак кога ќе се исканализира и кога ќе се надмине тој страв, односно таа ситуација успешно ќе се заокружи, креира едно задоволство, една убавина и во суштина ние стануваме уште повеќе свесни кои се нашите капацитети, дека не е толку страшно, дека ете јас можам и така натаму. И всушност тука е и делот од личниот раст и развој, бидејќи ние учиме нешто повеќе за себе и ги тестираме границите на нашата комфорт зона. Меѓутоа, кога ќе дојде до степен на вистина проблем кој што, како што кажавме на почетокот, го нарушува нашиот квалитет на секојдневниот живот, тогаш на вистина е проблем и тогаш на вистина е анксиозна состојба. Па да ги посочиме оние симптоми конкретни кои што би требало да им посочат на нашите гледачи дека станува за анксиозност, која што на вистина е сериозно нарушување и треба да се третира. Да, значи секој пат кога ќе има веројатно најекстремниот облик на анксиозност е паничниот напад. И тој е најстрашниот за луѓето. Оно што е најстрашното кај паничниот напад е тоа што тој доаѓа непредизвикан. За разлика од другите стравови кои што се конкретни, например, дури кај фобиите, ако имам страв од глушец, знам дека се плашам од глушец и ќе избегнувам се што има врска со глувци или места кај што можеби има глувци. Така да на некој начин се штитам. Кај паничните напади доаѓаат така и се апсолутно на некој начин непредвидливи, можат да се случат било кога и на било кое место. И тука е и голем страв кај клиентите заради тоа што се плашат што ако ми се случи на место каде што или нема да бидам безбеден, можам да се повредам ако се несвестам, или пак ќе се изглупирам, односно ќе изгледам будалесто или ќе бидам на некој начин застраме. Или ќе се загушам од недостаток на воздух. Симптоматологијата на еден паничен напад е јака тахикардија, плитко дишење, губење на кислородот, чувство некогаш на вртоглавица, чувство дека ќе се онесвестам, може да се појави мачнина во стомахот, нагон за повраќање,
тресење на раце, на нозе, на колена, на дланки, препотување со ладна пот, чувство дека ќе се задушам, чувство дека ќе паднам и ќе се повредам и така натаму. И најстрашното за човекот кој што има паничен напад е тоа што, особено кој е тоа првиот паничен напад, кој што е статистички најјакиот, најстрашниот, е тоа што не знам што му се случува. И токму заради тоа што ми се случува нешто, а не знам што ми се случува, имам чувство дека немам контрола над сопственото тело и над сопствените реакции, тоа додатно уште толку успанучува и се јавува уште поголем страв, така да најчестите мисли во тој момент се дека ќе умрам, дека или ќе доживеам инфаркт, дали ова инфаркт, дали ова што ми се случува е инфаркт. Симптомите се тие, така сум гледал на филм, често пати ако е пропратено со таа вртоглавица и со или притисок во главата, онда е страв дека можеби е мозочен удар или дека нешто слично се случува. Во секој случај на крајно непријатно чувство, страв дека ако не умирам онда побудалувам. Или дека можам да се онесвестам и да настрадам, да ми изгазат, да се повредам во паѓањето и така натаму и така натаму. Со оглед на тоа дека многу брзо ни летна времето, сега погледнувам на часовникот, имам уште околу 8-9 минути. Ме интересира кои се таа група на луѓе? Има ли некоја издвоена група на луѓе, например, еве оние кои што се поемотивни, дали тие се поподложени на фобиите и на анксиозност? Има ли тука правило? Емотивните луѓе ли ги погаѓа анксиозноста? Она што го примети во прилогот беше анксиозните луѓе и нормалните луѓе. Значи анксиозните луѓе се нормални луѓе, апсолутно секој може секој има анксиозност, секој од нас има анксиозност во секојдневниот живот, дури и ученикот кој што сака да учи за да добие висока оценка е анксиозен делумно, иако тоа можеби да биде таа позитивен стрес или позитивна анксиозност, кој што ќе го мобилизира да научи од стравот да не научам, добиам слаба оценка, не ме пуштаат од дома и така натаму. Анксиозноста е сите сме подложени на анксиозност. Така, не се посклони емотивните луѓе. Посклони се тие кои што се во грч. Значи луѓето кои што се постојано во стрес, кои што анксиозноста им е секојдневие, кои што се постојано во некаква несигурност, тука повеќе зборувам од екзистенцијален аспект, значи место на живење, работа, партнери, така натаму, сите оние битни, големи, важни теми во животот. Колку сме повеќе под стрес, толку нашиот нервен систем е повеќе надпаднат, колку сме ние повеќе напнати, толку е поголема веројатноста за анксиозен напад. Така да токму заради тоа тука е првата интервенција, е тоа да ги научиме клиентите да се релаксираат, заради тоа што на тој начин во суштина ја намалуваат веројатноста дека како да кажам дека анксиозниот напад ќе се случи, или дури во ситуација кога не може тоа да се избегне заради тоа што тргнал анксиозниот напад да се случува, тогаш истиот да биде поблаг и да трае пократко, односно со својот страв, со својот грч, со својата несигурност, да не правам као додавање масло на огнот, туку да знам како да работам за добро за себе, да се поддржам, за едноставно да тоа помине што е можно по-безболно на некој начин. Така. Ние кажавме дека кога веќе човек ќе се најде во една ваква состојба, посочивме дека треба веќе да се обрати кај стручно лице, психолог, психотерапевт кој што ќе му посочи и ќе го насочи како да се избори со сета оваа состојба. Меѓутоа што како што кажавме на крај во прилогот, како што можеше да се слушне, што ако еве дојде до состојба да навистина не се обрати, премине во депресија, се затвори дома. Колку може тоа да биде лошо воопшто по психичката состојба и по здравието на едно лице? Може да биде опасно. Особено кога настанува збор, како да кажам, кога доаѓа до едно затварање, заради тоа што, како викаме, на човек можеме со сила да му земеме нешто, не можеме со сила да му дадеме. Многу е важно сите лица кои што имаат ваква проблематика да знаат дека таа проблематика не е поголема од нив. Односно дека имаат
доволно сила Така. за да се соочат со истата, иако можеби во тој момент не се свесни, не ја гледат, но дека стручното лице ќе биде тука да им помогне да всушност ја пронајдат таа сила, да видат како да се поддржат, да видат како да се зајакнат, за да можат да ја надминат состојбата. Че се е во умот. Апсолутно, апсолутно. Так. Знаете како Не може нашата нешто да биде реалност е посилно од нас. Точно. Нашата реалност е согласно на она што ние го гледаме. Значи, исто како што познатата приказна со Така. оптимистот и песимистот. Дали е чашата полупразна или е полуполна. Така. Таа е таква каква што е, каква ќе биде за нас зависи од местото, односно од мислите кои што ние ги имаме и на кој начин гледаме. Така да многу е важно да сватат дека за се има чаре, за се има решение, но тоа решение вклучува да се обидат да го најдат решението и тоа е првиот чекор. Сепак е најмногу во нив самите. Јас Да. би прочитала и една мисла, односно многу која што би помогнала од Наполеон Хил, вели вака, во она што верува човечкиот ум, тоа може и да го постигне. Тоа со сигурност е така, бидејќи на вистина нашиот ум има голема моќ и во позитивна смисла кон самите себе, меѓутоа и во негативна смисла. Ако ние толку многу се плашиме, како што кажавте од досега во сите овие искажувања во однос на анксиозноста и стравот, на вистина можеме да се доведеме во ситуација да премине во една состојба на депресија, од која што на вистина пак многу е тешко потешко. потоа да Знаете се како, излезе така. ова некако е исто како со било која друга проблематика. Мете ќе направам само една паралела со физичките болести, бидејќи тие се поопипливи. Така. Посекојдневно сме соочени со нив и не се толку голема реткост, да речем, или Така. нешто што е непознато. А тоа е дека, замислете дека ве боли зап. Почнува малце да боли и онда Така. јас го имам изборот да отидам да го санирам тоа, односно да видам кај Забар кој што е професионалец како што треба да се прави, или да речеме ништо не ми е, се додека не дојде до степен да тој зап мора да се извади. Онда е многу покомплицирано, многу потешко, многу поболно, многу подолго време ќе трае, отколку колку што е порано. Така да мојот апел е до сите оние кои што имаат било каква потешкотија, да се обратат навреме, знаете. Заради тоа што тука нема ништо што е необично или нешто што е чудно или што е табу. Исто како што ако сте болни ќе одите на доктор, вклучително ако ве боли душата, односно нешто не е во ред, не се чувствувате комотно во сопствениот тоа е живот. нешто најважно за секој од нас, значи психичката состојба. Јас тука на крајот би сакала само да потенцирам нешто што еве најдов како нешто што мислам дека треба да го потенцираме и да го кажеме до нашите гледачи како за крај, нели ќе ме потврдите ако е така. Вели 6 симптоми за ментално здравје кои што не треба да ги игнорирате. Тоа се премногу спиење, значи недоволно спиење, чукање на срцето, значи не чукање нормално, него не нормално, нели забрзана работа на срцето, болка во стомакот, главоболка и брзи промени во расположението. Дали е тоа вистина? Ако се пронајде некој во овие 6 симптоми кои што веќе укажуваат дека нешто не е во ред со нашето ментално здравје, треба да се обратат на психолог? Апсолутно. Доколку имат било каква потешкотија, апсолутно треба да се обратат до стручно лице. Некогаш тоа е и матичниот лекар, заради тоа што мора прво да се отстранат сите оние сомнежи дека нешто се случува на органско ниво. Значи дека немам проблем со срцето. Ако се покаже дека со телото е се во ред, тогаш останува оној втор дел, односно дека е некаков резултат на психосоматика, кој што може да биде од анксиозност, може да биде некаква фобична реакција, може да биде стрес, може многу нешто да биде. Кај нас немаат многу луѓето да посетуваат психолог, психијатар и така натаму, иако на запад е тоа нормално, меѓутоа и како треба да се грижиме за нашето психичко здравје, па апелираме еве во завршницата на сите оние кои што не следат, кои што ги слушаат овие работи кои што ги потенцираме, секако не треба да имате предрасуди, значи психолозите и психијатрите, нели, ако е веќе нешто од поголем степен се заради тоа нели присутни во секојдневието за да
ни помогнат кога имаме проблеми со психичкото здравје. Јас ти благодарам, Ивана, за денешното гостување. Да, можеш, да. Можеби не толку со психичкото здравје, обично викаме здравје, онда тоа е здравје и болест, добросостојба. Со психичката добросостојба, бидејќи суштината на нашето постоење да ни е добро и да ни е убаво. Штом има нешто што жулја, боли, грцка, онда е време таму се да се гледа. Знаете како исто како ако имам камче во чевелот и ако е нешто мало, нема да дозволам да ме боцка, ќе сакам да отворам да видам што е таму. Така да не дозволувајте нештото да ве боцка, душата да ве боцка и обидете се да ги санирате нештото пред да станат полоши. Ивана, ти благодарам за денес. Соработката со Гелштат институтот останува, па се надевам во некое следно издание некој од вашите колеги или пак вие повторно ќе бидете присутни за да обработиме и некоја друга тема од областа на психологијата. Ти благодарам за денес. Ти благодарам за можноста да бидам со вас и да споделам информации кои што се надевам ќе бидат од корист на вашите гледачи. Така. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека ова издание беше интересно со оглед на тоа што мене многу ми е драго кога разговарам на оваа тема, бидејќи некако многу и брзо времето ни минува и многу корисни мислам информации до вас доставуваме. Тогаш ако е така ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижете се за себе, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време. Веќе од сега можам да ви го најавам доктор Толе Битовски кој што е физијатар и сигурно сум дека ќе одбереме некоја интересна тема која што ќе го задржи вашето внимание. А вие останете понатаму на фреквенцијата на ТВ Сонце, следува централното издание на Дневникот.